На денот кога се поставени темелите на Европската Унија, општина Карпош е во завршна фаза на спортско-адреналинскиот парк долж реката Вардар кај алпинистичката Карпа. Станува збор за проект кој е финансиски поддржан од Европската Унија, при што добивме грант од 620.000 евра. На овој потек ќе добиеме ново и уредено зеленило, како и содржини за спорт и рекреација за сите граѓани. Заштитата на животната средина и зголемувањето на зеленилото се области кои не поврзаа со Унијата. Ова е значајна поддршка за локалната самоуправа и за граѓаните, во периодот кога финансиската состојба е тешка, а аерозагадувањето е еден од најголемите проблеми. Новата градинка Виножито во Бардовци е одраз дека Европската Унија инвестира и во руралните средини. Со добиен грант од 120.000 евра се овозможи згрижување и детска заштита за најмладите од Бардовци и Злокуќани. Овој објект згрижува 78 дечиња, кои посетуваат предучилишно образование во достоинствени услови, во енергетски ефикасен објект, со современи дидактички материјали и екоиграчки. Детската заштита е посебно важна и среќен сум што ЕУ е наш партнер во градењето на здрави и нови генерации. Почитувани граѓани, ви го честитам 9 мај, Денот на Европа и Денот на победата над фашизмот. Со добивањето на датум за преговори, нашата земја е чекор поблиску до големото европско семејство. Поддршката од ЕУ во минатите години беше огромна, но Унијата е и систем на вредности, различности и култури. Слобода, еднаквост и солидарност. Честопати се восхитуваме на европските вредности и култура. Денеска, време е истите да станат дел од нас. Од секој поединец, од секоја институција, компанија или организација. Слободата, која секојдневно ја унапредуваме. Еднаквоста, за да нема поделби по ниту една основа. И солидарноста, која ни е потребна повеќе од било кога претходно. Продолжуваме напред.